чест и привилегија да бидам тука, Драчево, во црквата. Кога ангел кажа дали може да помогнам, викам радосно сакам. Ама кај беше црквата? Многу одамна беше тоа кога јас дојдов тука неколку пати ама веќе стварно не се сеќавам кога беше тоа. Како и тоа да за оние што не ме знаат, доаѓам од Хрватска, од Сплит, се обратив 93-та година, таму запознав Господ. Отидов на факултет во Осијек, се запознав со браќа и сестри од Македонија, добив љубов од Господ за Македонија, ако никој пат порано не сум бил во Македонија. 96-та година првпат, ова година ќе биде 30 години како првпат дојдов во Македонија, а се преселив 98 како дипломирав. И ете, од тогаш сум тука со жена македонка, две ќерки, веќе големи, и буквално прекрасно е накако кога размислувам колку се и што направи Господ во мојот живот, како ме водеше. И пред некој ден ќерка ми вика: "Тато бе, ти си веќе пола век тука, замисли", викам, "Фала ќерко, ме потсети дека сум стар." Ама од друга страна го размислував тоа, викам: "Господе, фала ти затоа што е голема милоста твоја." Секако не е тоа ништо ново во смисла дека еве гледаме повесите што се случува по светот, луѓето ги губат своите животи насилно, ненајдено и така натаму. Јас ке кажам во контекстот на тоа дека доаѓам од Хрватска, од војната што беше таму пред 30 години. Мислам, имам многу млади луѓе што тогаш животот им заврши. Ете, по милоста Господова, по ништо незаслужено, јас се уште можам да бидам тука и да зборувам за тоа што Господ прави. Така, ајде заедно да влеземе во писмото. Но пред тоа да читам од писмото, се припремам, мора да имам и други очила. Да ве прашам, дали некој пат ви се појавил дома некој непоканет гостин, а веќе сте имале гости? Ама не само што се појавил непоканетиот гостин, ама некако и сето внимание отиде со гостинот. Јас имам неколку такви пријатели што знаат онака да се појават и знаат да го сртат вниманието кон нив. И искрено некој пат ми онака: "Не сме дојдени тука заради тебе." Едноставно онака целиот во себе зовривам, ама онака си ги држам. Не кажувам ништо, смирен сум пред сите и така натаму, ама си ги знам моите чувства и моите размислувања. Во писмото и она што ние го исповедаме како верници, најчесто сакаме да зборуваме за Бог и за верата секако во реченици кои се изјавни и најчесто потврдни. Не ги сакаме многу не речениците, нели? Значи, Бог е љубов, а вечен живот е да го познаваш Бог и така натаму. Меѓутоа, во Светото писмо се појавуваат одредени прашања. И интересно е, секако луѓето поставуваат прашања, ама многу е уште и појако кога Бог поставува прашања. Секако во текстот што ќе го читаме има таму неколку прашања и интересно е затоа што Исус, меѓу другите, и Исус поставува прашање. Но еве само да ве потсетам на неколку тие прашања во Светото писмо. Нема да ги кажуваме референците, ама препоставувам, ако веќе сте го читале писмото, ќе ви биде јасно. Еве, например, за првото Бог му вика на Адам: "Каде си? Што направи?" Или веќе во другите текстови: "Зарем нема пророк во Израилот?" Или ќе каже, ќе го сретне нели човекот Бог и ќе му каже: "Како ти е името?" Или ќе му каже Бог на пророкот: "Што гледаш?"
Или ќе каже Бог кого да пратам? Или ќе го праша пророкот, Бог ќе го праша пророкот, имаш ли право да се лутиш? А во нашиот текст, Бог ќе праша, односно Исус, нели? Гледаш ли ова жена? Ние ќе читаме од Евангелието според Лука, од 7 глава, од 36 стих до крајот. Еден од фарисеите го покани да јаде со него, и тој, кога влезе во куќата на фарисеот, седна на трпеза. И ете, една жена од градот, која беше грешница, што дозна дека тој седи на трпеза во куќата на фарисеот, донесе сад од алабастер со миро. Па откако застана одзади пред нозете негови, плачејќи почна да ги мие неговите нозе со солзи и ги триеше со својата коса. И ги целиваше неговите нозе и ги помазуваше со миро. Кога го виде тоа фарисеот, што го беше поканен, си рече во себе: кога овој би бил пророк, би знаел која е и каква е ова жена што го допира, зашто таа е грешница. Одговарајќи му Исус рече: Симоне, имам нешто да ти кажам. А тој рече: кажи, учителе. Исус му рече: некој заемодавец имаше двајца должници, едниот му должеше 500 денари, а другиот 50. Но бидејќи немаа да му вратат, тој им го прости долгот на обајцата. Кажи, кој од нив повеќе ќе го љуби? Симон одговори, му рече: мислам оној кому повеќе простил. Тој му рече: право пресуди. И штом се сврте кон жената, му рече на Симон: ја гледаш ли ова жена? Влегов во твојот дом, ти ниту вода за нозе не ми даде, а таа со солзи ми ги обли нозете и со својата коса ги истри. Ти не ми даде целив, а таа, откако влегов, не престана да ги целива моите нозе. Ти со масло не ја помаза мојата глава, а таа со миро ги помаза моите нозе. Затоа ти велам, не изе и се простуваат многу гревови, зашто многу љубеше. А кому му е простено малку, тој малку љуби. Не изе пак и рече: ти се простуваат гревовите. Оние што седеа со него на трпезата почна да говорат во себе: кој е овој што и гревови простува? На жената пак и рече: твојата вера те спаси, оди си во мир. Амин. Непоканет гостин не само што влезе, туку го сврти целото внимание кон себе си. И јас, нормално, кога го читам овој текст и претпоставувам и вие кога го читате овој текст, сите ние потполно ја разбираме пораката. Мислам, не ова некоја тешка порака за разбирање, многу е едноставна. Јасно е дека доаѓа жена која е обременета од незиниот живот, од погрешните одлуки, од животот што го живее, што и се случува, мислам, воопшто не навлегува текстот во деталите, само вика дека е жена грешница. И според она што го читаме во текстот, секако јасно е дека е позната, затоа што фарисеот си мисли у главата: знаеме ние кој е таа и што е таа. Имаме ние секако, може би во градското подрачје, потешко во смисла, затоа што поголем град, помалку се познаваме, така натаму, ама у помали средини, луѓето од прилика си знаат кој е кој, па не само што знаат кој е кој, абе ти знаат и до третото и четвртото коленото, кој е била бабата, прабабата, прадедото, не знам ти што, па зошто овака правеле, онака правеле, се знае семејната историја и така натаму. Така препоставувам дека, нели, жената дека била грешница и дека била позната во народот, онака не било ништо чудно од една страна, од друга страна на фарисејот како фарисеј: што прави ова во мојата куќа? Од сите луѓе ти ли најде да влезеш? Фарисејот кога го поминува патот, абе ке заобиколи околу незината куќа само да не се нечисти, никако да не се допре до нешто што е нечисто.
И од една страна го прави тоа затоа што да, сака да биде чист пред Бог. Во сиот наук, во сета традиција, во она кој е Бог, како тој го чита и ги чита од писмата и така натаму, тој сака да биде посветен на Бог. Не е тоа дека тој е онака од лоши намери, вика, не сакам да бидам во контакт со оваа жена. Ама најчесто проблемот е што ние, луѓето се зборувам општо, што и да сакаме да направиме и нешто што тргнува со многу добра и чиста намера, заради нашата грешна природа, ние тоа на крајта ќе го свртиме и ќе направи ужас. Па за жал, така се случува и со ова ситуација, нели, во смисла на општо еден фарисеј кој не сака да влегува во контакт со една таква жена. А сега се наоѓа во небрано. Дома е, има гостин што го поканил и му влетува непоканет гостин. И не само што влегува непоканет гостин, па да кажеш, не, таму седна у киошот, кјути, плаче таму нешто, ама уште околу гостинот и не го пушта. А мене не ми дава време јас да го прашам, јас да влезам у контакт со него. Интересно е. Нели, фарисеот се прашува, каде овој да беше пророк. И никаде во Библијата идејата за пророк е дека пророкот бае. Пророците не баат. Не мора да дознае ни која дата си роден, ни каде си роден, ни кој ти е од семејството и така. Тоа не е поентата зошто одреден пророк е повикан од Бог. Пророк е повикан од Бог да ја пренесе Божјата порака. А не да ти бае, ти имаш, не знам, 5 деца, ти имаш, не знам, роден си в април, не ти. Тоа не е поентата на пророкот. Интересно е дека овој фарисеј има погрешна представа за тоа кој е пророк. И што е улогата на еден пророк во општеството. Ама Исус со следното што му го раскажува, всушност му покажува дека тој е пророк, ама и повеќе од пророк. Исус всушност го прашува од двајцата, нели, должници, кој повеќе ќе го сака оној што му го простил догот? Па вика, па оној што повеќе му е простено. Исус не вика, ајде повеќе да му должиме на Бог, повеќе да грешиме, па повеќе ќе не биде простено, па повеќе ќе го сакаме Бог. Тоа не е поентата што Исус сака да го каже. Туку Исус сака да каже дека постои простување и љубов за секој. Ама од нашата гледна точка, од човечката, ние си правиме споредби. Ама Бог не прави споредби. Затоа во писмото ќе каже дека грев е грев. Ние во нашите разбирања сме направиле помал и поголем грев. Овој може да го, ако некој излаже, тоа ќе го толерираме. Ама немој да овој другиот спие со некоја, леле, тоа одма ќе го распнеме, тоа е. Каде во Библијата пишува дека еден грев е поголем, овој може да го поминеме, овој не може да го поминеме. Не пишува таква работа. Вика, според законот, грев си е грев, грешен си и пресудата е смрт. Нема тука, чекај малце да те извагаме. Нема вагање. Јас не викам дека има оправдание за било кој грев. Ама Исус вика, поканата е таа. Ама што правиме ние? Ама знаеш, јас не сум толку грешен. Фала ти Господ, ама не сум толку грешен. А Исус ми вика, чекај малце, полека. Полека. Дали го сакаш ти Бог? Е она всушност што сака Исус да го праша фарисејот, со други зборови. Дали го сакаш ти Бог? Дали ти разбираш дека ти си грешен пред Бог? Зошто? Затоа што сакаш да кажеш дека
ова жена е грешница. А јас не сум грешен, јас сум онака, малку, полугрешен. Знам дека грешам, ама јас сум се чист. Се држам чист. Ама писмото не познава таква работа. И јас, како што го читав овој текст и како што го читав овој текст, сам му застанал во еден момент и кажам, Боже мил, прости ми, па јас сум овој фарисеј. Јас сум овој фарисеј. Иако се обидувам во мојот живот да не го правам тоа, да не ги споредувам луѓето и така натаму, ама за жал, кога ќе направам пресметка, повторно ќе испадне, Господе мил, па јас сум фарисеј. А не ми се верува. Јас мислам дека сум човек кој има вера толкова да ќе плаче пред твоите нозе, дека ќе ти ги целива нозите, ќе помазува со миро. И дојде во мене да кажем, да, Господи, јас морам да се покајам за тоа, дека имам погрешно разбирање за кој си ти. Морам да се вратам кај тебе. Морам повторно да дојдам пред крстот. Морам повторно да барам прошка. Морам повторно да учам дека сакам јас да те љубам тебе. Живиот Бог. И секако да, фарисеот добро одговори. Ами тој што повеќе му е простено, повеќе љуби се. Јасно е. Замисли да ти кажат мора да бидеш 50 години во затвор и да ти кажат простено. А оно што е 5 години во затвор, он се рачуна. А добро, некако ќе ги поминам ако ништо друго. Ќе цкртам под зидот секој ден, па ќе збројувам, па ќе помине некако. 50 години те каже и да каже простено ти. Ау. И да му кажеш на 5 години простено ти. И што ќе каже он? Ја, па да, ќе ги издржа. 5 години, што е 5 години? Ама замисли го својот живот, еве во изминатите 5 години што се случило. Кои се работи се случија? И ги издржиш? Да ги прашам украинците како им е во војната? На минус 30, без струја, без грејење. Добро што не е зима цела година. Ама 2 дена да е така, па многу е, а не па 4 години да се мачиш во војната и тоа полни 4 години, ево 5 влегува. Без разлика са не навлегувам кој е прав, кој е крив. Воопшто тоа не е битно. Луѓето страдаат, тоа ми е поентата, што сакам да кажам. Ама се појави ова жена и го сврте целото внимание кон себе си, но всушност да не вика не сум јас битна, битен е тој на кого јас му ги мијам нозете, на кого јас нозете му ги целивам, на кого јас нозете му ги помазувам со мир. И многу клучно прашање поставува Исус кон фарисеот. Ја гледаш ли ова жена? И тоа е едно клучно прашање кое е многу важно за секој еден од нас. Затоа што на други места, на друг начин, Исус ќе каже дека треба да се сакаме еден со друг. Како што Бог не сака нас. Кога Исус го прашува фарисеот, ја гледаш ли оваа жена? Дали ја гледаш нејзе? Дека таа има потреба од Бог, исто колку и ти. И дека таа сака да го сака Бог, исто колку и ти. Дека таа исто така има потреба да ја бидат простени гревовите, исто колку и ти. Ама затоа што во мојата глава, во твојата, нели, фарисеју, таа е грешница, ние ќе одбегнуваме, ние нема да влегуваме во контакт со нејзе, затоа што да не се заразам јас, да не бидам јас грешен. Нека си она трпи својата ова, ама
мене да ме остават на мир. А Исус вика, не. Ја гледаш ли оваа жена? Дали ја гледаш незината приказна? Дали ја гледаш незината болка? Дали ја гледаш незината тежина, животот што го живее, кој веројатно не е мил? Што дел секако незина одлука, што дел одлуки од другите, што не се ја напаѓаат, осудуваат и така натаму. Што нема прифатеност и можност да биде таа која ќе почувствува дека некој незе ја сака заради незе самата, не заради тоа што таа направила или не направила. И еден момент, онака повторно, читајќи го текстот, Господи покажа дека таа дојде со сад од алабастер со миро. Сега може би јас премногу читам во ова, ама таму вика дека таа жена е грешница. Па некако предпоставувајќи од она што го читам во писмото, би требало дека е жена која нуди одредени услуги и веројатно тоа миро го заработила така. Не го заработила затоа што продавала цвеќе на пазарот. И она го зема тоа миро, со тоа миро ги помазува нозете на Исус. И шокантниот момент за мене беше дека Исус воопшто не замерува, не коментира, не пререкува и не вика со ѓаволски заработени пари ти мене ќе ме помазуваш. Ама сте слушнале дека луѓето така размислуваат за некои кои што можеби имаат. И можеби тие луѓе немаат друг збор, затоа што ова жена тука не кажува ништо. Ние не читаме, ниту има записано дека таа нешто кажа. Таа не кажа, Господе, прости ми, јас сум грешница. Таа не кажа, Господе, прости ми, јас сум ја промашив работата во животот. Господе, прости ми, јас сега разбрав колку животот ми е за некаде. Таа ништо не кажа. Таа само со своето дело покажа што е тоа што и тежи на душата. И тежи дека треба да се исповеда. И ово е оној момент каде што може да ги користиме оние зборови. Мислам дека ги кажа Августин, ама тоа сега треба да го проверам. Ние треба да сведочиме, па ако треба, или Свети од Асизи, Францис од Асизи, или треба да сведочиме, па ако треба и со зборови. И она всушност тоа го покажа. Она со сето тоа што го прави, она всушност ги исповеда своите гревови. Она му кажува дека она е за никаде, дека она е растурена, дека нејзиниот живот не е добар. И она има потреба да ја биде простена. И Исус ја кажува она што незе многу и треба, она што таа треба да го слушне, ама не затоа што Исус сака да ги гали незините уши. А ти сака да се слушаш да си убава, ајде убава си. Не. Исус си го кажува токму она што незе и треба да го слушне. Гревовите ти се простени. Гревовите ти се простени. И тоа го слуша таа во куќата на фарисејот, каде што најверојатно никој пат немаше да влезе, да беше во било кои други околности, ниту сама да онака насилно, а уште помалку поканета. Ама има еден друг момент. Исус му вика, гледаш, та не е добре дојдена за тебе. Ти ме покани, ама ни јас не сум добре дојден за тебе. Веројатно фарисејот онака со прашање на лицето и вика, гледаш, таа влезе,
ги мие моите нозе. А според традицијата, обичаите и така натаму, јас кога влегов во твој дом, ти требаше да ми дадеш вода за нозете. Ако ништо друго, барем да се присетиме дека во тогашно време немале овака барем по плочани, колку и да има сега вода да се собира по асфалтот, ама тоа било прашина. И нозете на сите им биле полни со прашина. И ако влегуваат така со прашени нозе по дома, што ќе биде тоа? Немало прасмука, па ајде заминат гостите, јас сега ќе просмукам. Тоа треба да чистиш со оние метли, тоа само дигаш прашина. Така идејата било колку што може да се елиминира таа прашина. Значи, моите нозе ти не ги изми. Број 1. Број 2. Ти не ми даде целив. Целив е символ на заедништво. А вика таа не престанува да ги целива моите нозе. Исто така, ти не ме помаза, мојата глава не ја помаза со миро. Помазувањето со миро има неколку символи, секако представува и оној дел на заштита, на исцелување, символ за заштита и исцелување, благослов и така натаму. Исус ми вика, ти ме покани тука, ама не сум баш добре дојден. Таа не е ни поканета, не е ни добре дојдена. Ама таа го направи она сушност што ти требаше да го направиш. И ви кажа дека овој текст многу ме потресе. И размислував многу, и си мислев стварно, ја гледаш ли ова жена? Во нашите животи не е битно, може да биде жена, може да биде маж, нема разлика. Дали го гледам лицето кое е пред мене? Дали го гледам човекот кој е пред мене? Дали ја разбирам потребата? Дали разбирам дека човекот има потреба од Бог исто колку и јас? Дека другиот има потреба од Бог исто колку и јас? Дали може би сум се запрашал што е приказната на тој човек, на таа жена? Дали сум согледал што е тоа? Дали кога гледам некој човек на улица, се запрашувам? Најчесто ние викаме, ама јас немам пари да му дадам. А најчесто не треба пари. Не треба внимание, некој да ги види, некој да ги гледа, некој да ги согледа во тоа, да им направи муабет. Еднаш разговарав со еден човек, го видам на улица, оди со патерици, викам, извини, ама сакам да те прашам, дали ќе ми дозволиш да се помолам за тебе? Ми дозволи, што пријатно ме изненади дека, иако не ме познава, не ме прашуваше, добро, после влеговме во тоа од која црква, како што, ама животната приказна, мака, човек оди со патерици, значи не може да оди слободно, се гледа дека нозете не се во ред и така натаму. И тој ми вика, абе моли се Господ да ме зачува од зли луѓе. Него не му беше потребно ни било што друго, не ме праша ни за пари. Не ме вика, моли се Господ да ме зачува од зли луѓе. Вика, сега каде што живеам, оти живеа во некаква барака под кирија, вика, таа е продадена, плацот е продаден, инвеститорот ке гради, ама инвеститорот ми каже да си одиш. Јас не се грижам за тебе, ниту си ми брат, ниту братуче, викам, гајле ми, оди си кај што сакаш. А ние би кажале, па инвеститорот по дефиниција има пари, затоа што инвестира, сака да гради претпоставувам зграда. За да изградиш зграда треба ти пари, тоа не е малку, треба многу пари. А веројатно имаш меѓу сите тие пари доволно и на тој човек да му обезбедиш некаде некој сопче. Не бара многу, не бара вила, што ги прави? Он сами од себе не може да се среди, па уште да се грижи за некаков простор. Да престојува, да не е на улица,
Ама знаете што, мене ми е лесно да кажам, ама инвеститорот не се загрижи. Ама дали јас се грижам? Дали го гледам него, дали ја гледам нејзе, не е битно, мажко, женско. Која е животна ситуација? И она што секако останува, она прашање што овие околу викат, кој е овој, вика? Греој просто. То може да се разбере малце, знаеш што? Да не се занесуваме малце повеќе, да не е некој занесењак. Ама Исус и ним и одговара. Иако не директно, како што индиректно му одговори на фарисеите, вика, односно и вика на нејзе, твојата вера те спаси, оди си во мир. Пошто таа дојде, таа го доби. Таа дојде да прими простување на своите греови. Таа го бараше него. Веројатно не беше во првите редови кога Исус каде дојдеше проповедаше, затоа што другите не сакаа да ја видат нејзе во првите редови. Веројатно стоеше оддалеку, веројатно стоеше на страна. И како, нели, и другите кои имаа потреба од Исус во Евангелијата, која што пишува, и таа се викаше, само да ја докопам мојата шанса да бидам со него некако. И виде, не виде, влета во куќата на не било кој, туку на фарисеј. За да го добие она што нејзе и треба. Јас и ти не може да им дадеме простување на гревовите на луѓето. Ама Исус може. Оно што Писмото не поканува е дека јас и ти треба да бидеме луѓе кои ќе ги покануваме луѓето кај Исус. Да дојдат кај Исус. Дојди кај Исус. Дојди пред крстот. Барај го него. Фарисеот се прашуваше да беше овој пророк. А Исус му покаже дека е повеќе од пророк. Исус го праша од двајцата, вика, кои им е простено, кој повеќе сака. Па јасно беше, оно што повеќе му е простено. Само ова прашање има индиректно прашање, што е со тебе? Повеќе или помалку сакаш? Исус го праша, ја гледаш ли оваа жена? Да повеќе или помалку сака. А кој е овој што може да ги прости гревовите? Епа тој е оној кој е достоен да влеташ во нечија куќа, да го пореметиш домакинот, ама да трчеш кон оној всушност кој е во центарот на вниманието. Не беше таа во центарот на вниманието. Исус е во центарот на вниманието. Ама јас и ти, што е со нас? Дали сме фарисеи? Добри сме. Исус е фала ти, добри сме. Или сме со тој став на срцето, што може би ние мислиме дека иако не сме ние толку грешни, ама без разлика и колку и да сме, ни треба Исус. Да трчеме до Него, да му ги миеме нозете, да му ги пакнуваме нозете, да му ги поливаме нозете со мирот. Или веќе во контекстот на Новиот Завет, на Евангелијата, нели, на крстот, да трчеме при крстот, да паднеме пред крстот и да го бараме Него, да ги споведаме нашите гревови, без разлика кои се. И како што оваа жена го доби простувањето и ние да го добиеме
простувањето што ни е потребно. Затоа што без неговото простување ние сме изгубени. Ама Исус ни нуди простување. Тоа не само оној пат и оној ден кога сме се покајале, кога сме сватиле дека ние сме луѓе без Бог, нас ни треба Бог. Секој ден ни треба Бог, секој ден ни треба негово простување. Затоа што секој ден поминуваме и учествуваме на овој или на оној начин во некои работи што не му одават чест и слава на Бог. А Исус не поканува да дојдеме при Него, да ги наведеме нашите глави. Господи,